Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што ќе говорам за олигосахариди. Што се олигосахариди? Тоа се јаглихидрати кои што се составени од две или повеќе моносахаридни единици. Сега гледате дека тука сум ставил прашалници. Зошто? Бидејќи оваа дефиниција е различна во различна литература и се разликуваат по бројот, односно опсегот на моносахаридни единици кои треба да ги содржи даден јаглихидрат за да биде класифициран како олигосахарид. Односно, во некоја литература вика дека олигосахариди се тие јаглихидрати кои содржат од 2 до 12 моносахаридни единици и ако содржи толку, тоа е олигосахарид. Во друга литература вика од 3 до 8, во трета литература вика од 2 до 20. Односно, долната граница во некоја литература е од 2, во некоја е од 3, додека горната граница некаде е 8, некаде е 10, некаде 11, 12, 20. Сега се поставува прашањето зошто различни литератури не може да се согласат кој е опсегот, нели, на моносахаридни единици кои треба да ги содржи јаглихидратот за да биде олигосахарид. И не може да се согласат бидејќи различна литература е пишувана во различно време, а во различно време имало различен консензус на научниците што ќе биде олигосахарид. Но тоа ќе речете добро зашто тоа ќе се менува дефиницијата со тек на време. Бидејќи и не е ни до толку битно. Што мислам со тоа? Знаеме дека моносахаридите, дека ајде зам со розева, моносахаридите има една моносахаридна единица, така. А олигосахаридите да речеме дека имаат од 2 до 15, да речеме. Полисахаридите во тој случај би имале од 15 до бесконечност, мислам бесконечност до многу голем број. Така, значи до многу голем број, големо N. Но, вистината е дека најголем дел од полисахаридите се над 100. Океј, значи најголем дел од полисахаридите се всушност помеѓу 100, мислам 100 и нешто, така, до некој си многу голем број. Во ред. Така што има многу мал број на полисахариди кои спаѓаат помеѓу 15 и 100 да речеме. Во ред, нормално и 100 јас сега го земав како арбитрарен број, но ми ја сваќате поентата. Така што многу е ретко некој јаглихидрат да има број на моносахариди, не знам, помеѓу 15 и 20, така да речеме има 16 моносахаридни единици. И сега ќе речеш, ако во има 16, што е? Дали е олигосахарид или е полисахарид? Спрема една дефиниција спаѓа во олигосахариди, спрема друга дефиниција спаѓа во полисахариди. И едноставно не е битно, едноставно ќе запишете кај да треба да внесете оваа информација дека имате јаглихидрат кој има 16 моносахаридни единици. И тој кој ќе го прочита тоа, ќе се знае колку точно има моносахаридни единици. Бидејќи ти вака и така треба тоа да го запишеш. Ако запишеш дека е само олигосахарид, тоа е премногу амбигиозно, не се знае точниот број, тоа не му помага. Едноставно, овие бројки се како од прилика ставени. Значи, моносахарид, всушност сваќаме дека е 1, олигосахарид е како мал јаглихидрат, додека полисахарид е голем. Така, и сега сме имале оваа идеја дека олигосахариди се мали јаглихидрати, полисахариди се големи, и сега сме морале да ставиме бројки. Од колку рачунаме дека е мал, од колку рачунаме дека е голем. Но, бидејќи нема баш точни бројки, постојано се менуваат и затоа имаме оваа збунка да во различна литература пишува различни граници. Но тоа е главно во однос на горната граница. Сега некој ќе праша добро, а тоашка зошто има збунка околу долната граница? Така, од 2 или од 3? Тоа е бидејќи, ако речеме дека олигосахаридите почнуваат од 2, така, тогашка тоа значи дека имаме дисахариди, значи тоа се јаглихидрати со 2 мономерни единици, имаме трисахариди, тетрасахариди, пентасахариди, хексасахариди и така натаму, нели, до 15 или 20, како ќе земеме. Но, тоа се е супер, али кога ќе разгледаш колку имаат важност најразлични олигосахариди во биохемијата, доаѓаш до заклучокот дека дисахаридите имаат најголема важност од сите олигосахариди. Поради тоа, согледувајќи колку е голема важност на дисахаридите само во однос на сите други, така, значи дисахариди наспрема сите други, рекле, ај дисахаридите ќе ги ставиме како посебна група, па ќе речеме дека олигосахариди почнуваат од 3 надоле, односно 3 нагоре, така? Така што
во некоја литература ќе видите ваква поделба: моносахариди, дисахариди, олиго, така па поли. Во некоја литература е ваква поделбата. Така, значи, една моносахаридна единица, 2, и тука од 3 до 20 и од 20 до големо N. Така, значи во некоја литература е ваква поделбата. Да не ве буди тоа. Во ред, значи ќе сретнете и така и вака. Али суштината останува иста. Дисахарид има 2 моносахаридни единици, трисахарид има 3 и така натаму. Сега, најмногу, како што реков, најголема е битноста на дисахаридите и затоа и за нив ќе зборам. Останатите не се нешто толку битни и нема да ги разгледувам. Мислам, си имаат и тие значења, али во општата биохемија која се изучува, немаат некоја многу битна улога. Како што ни кажува самото име, дисахариди се јаглехидрати кои што се составени од 2 моносахаридни единици. Така да имаш еден моносахарид, друг моносахарид и се поврзуваат преку кислороден мост, односно огликозидна врска. Или може да е само гликозидна врска, не е битно. Зашто постои N-гликозидна врска, тоа е кога се прават гликопротеини, така, значи кога шеќер некој моносахарид кој ќе се врзе со некој протеин. И тоа се прави N-гликозидна врска. И затоа овдека некојаш се специфицира дека е огликозидна врска, но не мора секогаш тоа да го напоменувате. Сега, како што видовме во претходното видео, постојат најразлични моносахариди. Така, значи постои глукоза, постои фруктоза, постои галактоза, така. И врз база на тоа кој моносахарид со кој друг го комбинираш, добиваш различни комбинации. Така, ако комбинираш глукоза и глукоза, мислам глукоза и фруктоза да речеме, А и Б, се добива АБ. Ако комбинираш фруктоза и галактоза, се добива ова. Ако комбинираш фруктоза и фруктоза, се добива ова. Во ред. Така што комбинација на различни моносахариди дава различни дисахариди. И дисахаридите исто така имаат тривијални имиња како и моносахаридите. Така, значи тука имавме глукоза, имавме галактоза, имавме фруктоза и други натаму. Така. Па сега, исто така, ќе имаме и тривијални имиња и за дисахаридите. Ќе имаме малтоза, лактоза, така, сахароза и други. И после некое време, ќе се насобира доста имиња и може да се прави збунки некојаш. Сега ќе си речеш, ова беше дисахарид или моносахарид. Така, лактозата. Што беше? Дисахарид или моносахарид? Одговорот е дисахарид. Значи ќе ви треба некое време да ги разграничите кои беа дисахариди, кои беа моносахариди, бидејќи се користат тривијални имиња. Пред да продолжиме, ајде да нацртаме една глукозна молекула користејќи Хавортови проекции. Значи еве вака, знаеме дека тука на аглите имаме јаглеродни атоми, значи 1, 2, 3, 4, 5 и еден вака нагоре 6. Тука имаме еден кислороден атом. Во ред. Ајде да ги бележиме хидроксилните групи со сина боја. Имаме тука една хидроксилна група, ОХ, овдека вака нагоре, тука повторно надоле, значи да цик-цак, така можете лесно да си ги спамтите. Тука имам исто така, водородите ќе ги бележиме, не знам, еве со светлосина боја, имаме водород нагоре, иако се подразбира дека има водороди, нели, за да јаглеродниот атом има 4 ковалентни врски. Тука имаме водород и овде имаме 2 водороди. Сега, ако оставиме броеви на јаглеродните атоми, тие би биле следниве. Имаме 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Сега приметувате дека првиот јаглероден атом не ставив хидроксилна група, така, значи не ставив, односно не направив полуацетална овдека група. И како што спомнавме во претходното видео, ако хидроксилната група е во транспозиција од шестиот С атом, во тој случај имаме алфа, така стереоизомер на глукозата, односно аномер, додека ако беше поставена ОХ вака нагоре на даденава рамнина, односно од цис позиција со шестиот јаглероден атом, во тој случај имавме бета стереоизомер. Сега ја ќе земам за пример дека имаме алфа стереоизомер, значи ОХ ќе идеше вака надоле и ќе ставиме еден водороден атом исто вака нагоре.
Во ред? Значи сега овдека што сме добиле? Сме добиле алфа глукоза. Ќе бележиме со кратенка глу. Ајде сега да видиме како оваа алфа глукоза ќе се поврзе со друга глукозна молекула која може да биде или во алфа или во бета конформација. И како ќе образува дисахарид од две глукозни молекули. За да го направиме тоа, ќе ни треба уште една глукозна молекула. Можеме само да копираме оваа. Вака и ќе добиеме уште една одма. Така, брзо. Сега, поврзувањето помеѓу дадени моносахаридни единици најчесто се одвива помеѓу првиот С атом на едната моносахаридна и четвртиот на другата. Односно помеѓу хемиацеталната група на едниот моносахарид и хидроксилната група на четвртиот јаглеронен атом од другиот моносахарид. Односно ќе дојде помеѓу интеракција помеѓу оваа хидроксилна група и оваа хидроксилна група, така што ќе образуваат кислороден мост, односно огликозидна врска и при тоа ќе се ослободи молекула на вода. Односно, ајде ова вака овдека да го отстраниме. И тука сега ќе создадеме огликозидна врска. Ја бележиме со виолетова боја, која обично се бележи на следниот начин. Сега овдека изгледа како да има вака агли, ќе си помислите дека има јаглеродни атоми или нешто. Нема, едноставно вака најчесто ја бележиме огликозидната врска. Иако во некоја литература, за да не биде толку конфузно, може вака директно се бележат две линии и да нема такви агли, за да не си помислите дека тука има некои јаглеродни атоми. Но окей, сега ќе ја бележам вака. И при тоа, како што рековме, се ослободува една молекула на вода. Бележиме тоа со бела боја плюс H2O. Значи јавме две ОХ групи, едниот кислороден атом си остана, една ОХ група и еден водороден атом ни дадува молекула на вода која си заминува во околната средина. И сега дисахаридов кој го добивме од двете алфа глукози се нарекува алфа малтоза. Во ред? Ајде сега не знам, ќе бележам со портокалова боја. Значи од двете алфа глукози добивме алфа малтоза. Тоа е тривијалното име за дисахарид изграден од две алфа глукози. Додека поврзувањето помеѓу овие два моносахарида често го нарекуваме алфа 1,4 гликозидна врска, која исто така тривијално се нарекува поврзување од малтозен тип. Односно малтозен тип на гликозидна врска. И ова е најчестиот тип на гликозидна врска. Во ред? Сега сакам малце со имињата овдека нешто да разграничиме. Ако вторава моносахаридна единица, односно вторава глукоза беше бета, така значи беше бета глукоза, во тој случај ова ќе беше бета малтоза. Во ред? Значи ако оваа беше бета и името ќе беше бета малтоза. Во ред? Но ако првава глукоза, таа која ја донира својата хемиацетална група, беше бета, во тој случај ова немаше да биде малтоза, него ќе беше целобиоза. Во ред? Значи, сега ќе запишам комбинациите со цел да не се збуните. Ај вака тука надоле малце ќе се симнеме. Ај вака тука и да запишеме следново. Значи ги имаме следниве комбинации. Алфа глукоза влегува во интеракција со алфа глукоза, се добива алфа малтоза. И имаме алфа, така ова е вака поврзано, 1,4 гликозидна врска. И имаме алфа глукоза, повторно алфа 1,4, со бета глукоза се добива бета малтоза. Значи ова го одредува ова, ова го одредува ова. Во ред? Сега, бета глукоза, ако бета глукоза ја даде хемиацеталната група, добиваме бета 1,4 гликозидна врска и може да се добие алфа целобиоза или бета целобиоза. Во ред? Значи се надам дека ви е јасно. Е сега, има една работа која се поставува овдека, а тоа е да ако даден моносахарид влезе во бета гликозидна врска, како тогаш ќе ја нацртаме гликозидната врска. Овдека беше алфа и ова вака беше надоле и можеше да се постави врска. Но што ако беше ова тука вака? Ќе беше вака косо врската? Епа да, али истовремено и не. Едниот начин на представување е значи следниот, каде што имаме бета глукоза, исто така се проза со бета глукоза, односно ова беше бета целобиоза.
каде што гледате како е представена гликозината врска. Значи ова е бета 1 4 гликозидна врска. Во ред? Исто така може да се представи на овој начин, кој е на некој начин пореален, каде што врската си е вака права, едноставно едниот моносахарид е над другиот. Така значи како скалила се поставени, така што стереохемиски е поточно. Повторно имаме бета глукоза и овдека ова е вака представено бидејќи може да биде и бета и алфа. Тоа постојано се менува. Имајте на ум кога ќе биде бета, таму во воден раствор може да стане и алфа. Се менува овдека се отвара структурата, се отварат овие делови, па може да се смени да стане алфа, така што е вака направено како може да биде и алфа или бета. Кој начин на пишување ќе го преферирате, зависи нели од која литература учите, што преферира професорот и така. Но и двата се користат во стручната литература. Односно ова тука би било уште поточно, така значи имаме бета глукоза која влегува во интеракција со друга бета глукоза и се добива целобиоза. И овдека имаме некој полого име кое исто така е прецизно, едноставно потенцира дека е помеѓу 1 и 4-тиот. Имаме кислороден мост, односно кислородна гликозидна врска помеѓу бета Д глукопиранозил и бета Д глуконопираноза. Сега овдека исто имаме тоа што реков дека алфа и бета формите кај целобиоза и кај малтоза можат да се променуваат. Поради тоа овдека например вака е бележано како со ченгелче, така не е бележано дали е алфа или бета. Едноставно во дадена средина се поставува одреден сооднос помеѓу алфа и бета аномерни, без разлика за кој моносахарид или дисахарид збориме. Кој ќе биде соодносот помеѓу аномерите зависи од околната средина, односно од физичко-хемиските својства на дадената средина. Во ред, покрај 1,4 гликозидната врска постои и 1,6 гликозидна врска. Значи претходно разгледавме малтоза и целобиоза, кои што беа 1,4 гликозидни врски, така значи 1,4, но постои 1,6. Например, овдека имаме алфа глукоза, така значи надоле е хидроксидната група, значи е алфа и се поврзува првиот С атом од таа глукозна молекула со шестиот С атом од оваа глукозна молекула. Во ред, значи ова е 1,6 поврзување. И повторно работи на истиот принцип, значи се ослободува молекула вода и се образува ваква О-гликозидна врска. Нормално ова може да се случи помеѓу различни моносахаридни единици. Не мора да биде глукоза. Во дадениот случај е глукоза и тие две глукози кои ќе се поврзат вака 1,6 ни даваат нешто што се нарекува изомалтоза. Во ред, значи слично како малтоза, само што наместо 1,4 имаме 1,6. И 1,6 поврзување, 1,6 гликозидна врска многу често среќаваме кај полисахаридите, бидејќи имаме таму разгранување. И обично кога имаме моносахаридни единици, тие со 1,4 поврзување одат линеарно, додека кога треба некогаш да се разграни јаглехидратот, имаме 1,6. И имаме разгранување. И сега повторно 1,4, 1,4, 1,4, пак 1,6 некаде и така натаму и така натаму. Во ред? Тоа е тоа. Сега, 1,4 и 1,6 гликозидната врска, тие се од малтозен тип. Зошто? Бидејќи останува слободна хемиацетална група. Така, значи тука оваа е слободна, тука оваа е слободна, тука оваа е слободна. Во секој случај останува една слободна хемиацетална група која може да врши редукција така на некои метални иони или други молекули и затоа го нарекуваме редукцијски шеќер. Нели се прави филингова проба или некои други проби и се докажува дека има редукцијски шеќер во дадената смеса, во дадениот раствор. Но постои друг тип на гликозидна врска, а тоа е трехалозен тип. Каде што имаме 1,1 поврзување или 1,2. И името го добило бидејќи првично се открил дисахаридот трехалоза и од таму потекнува името. При ова поврзување нема слободна хемиацетална група и овие шеќери, овие дисахариди или олигосахариди кои немаат слободни хемиацетални групи, немаат такви редукцијски својства. Во ред? Еве да видиме овдека вака подетално што всушност се случува. Имаме една алфа глукоза, така имаме друга алфа глукоза кои се поврзуваат со
првиот јаглероден атом. Сега гледате овде што е направено. Гледате каде е тука кислородниот атом кај вторава. Тоа значи молекулата е вака свртена, така, свртена е, се додека овој овдека атом не дојде од оваа овдека страна. Така, значи така е наместена со цел да може да се направи оваа хемиска врска. Сега, ако едната беше алфа, еден беше алфа моносахарид, другиот бета, можете да си замислите дека едниот може да застане точно врз другиот и на кислородниот атом да е на исто место. Така, и ако едниот е алфа, другиот е бета, може вака да се поврзат едно врз друго. Сега, тоа нема баш да биде едно врз друго, поради стереохемиски пречки, но можете да си замислите некои други комбинации. Значи, ова е 1-1 тип на поврзување, кој е од трехалозен тип на гликозинна врска. Имаме други примери, значи освен трехалоза, имаме сахароза, или некогаш напишана сукроза, бидејќи на англиски всушност е sucrose, дали на македонски мислам дека правилно е сахароза, а тоа е шеќерот кој го имаме дома, така значи шеќерот кој го ставате во кафе, што е во кристална форма. И тоа всушност представува дисахарид помеѓу една глукозна молекула и една фруктозна молекула. Океј? При тоа фруктозата е во фуранозна форма, докато глукозата е во пиранозна форма. Сега, тука се поставува прашање. Бидејќи двете учествуваат со својата хемиоацетална група, во тој случај дали ќе биде ова 1-2 или ќе биде 2-1? Бидејќи претходно секогаш поважно беше кој учествува со хемиоацеталната група, тој беше прв, така значи имавме 1-4. Не беше 4-1, него беше 1-4. Зошто кецот беше прв, бидејќи тој учествува со хемиоацеталната група во образување на гликозината врска. Ева сега двата шеќера, двата моносахарида учествуваат со својата хемиоацетална група. Така да кој ќе има предност? Двојката или кецот во пишувањето? И одговорот е дека нема врска. Можете кој сакате да го напишете, бидејќи во различна литература е различно напишано. Например, тука е 1-2, додека во некоја друга литература не мора да биде така. Овдека е, например, 2-1. Сега овдека можете да приметите дека ваквото хемиоацеталната група не се наоѓа на првиот се атом, него се наоѓа на вториот, бидејќи молекулата е всушност во својата фуранозна форма. И гледате како молекулите се една врз друга. Сега, пореалистично би било оваа молекула тука вака да биде поставена, да бидат повеќе као скали, заради да не си пречат стереохемиски. Овдека имаме повторно истото. Гледаме дека молекулата на глукоза, така е алфа глукоза, бидејќи е надоле оха групата, додека вакво фруктозата е бета. Бидејќи, сега ќе си речете, па и овдека е надоле како е бета. Бидејќи се наоѓа во цис позиција од шестиот се атом. Така, значи се наоѓа во цис позиција, затоа е бета. Овдека е алфа, бидејќи се наоѓа во транс позиција. Но во ред. Значи имаме алфа глукоза, која се врзува со бета фруктоза и при тоа се добива сахароза. И овдека гледате дека е запишано дека е еквивалентно, дали ќе запишете 2-1 или 1-2. Во ред. И овдека имаме уште еден начин на бележење, каде што се бележи со 3 букви, на кратко името моносахаридот, па кој атом учествува, дали е во, например, вториот јаглероден атом, дека моносахаридот е во бета, стереоизомерна форма и така. Сега нормално сите овие дисахариди, освен тривијалните имиња, така како сахароза, имаат и хемиски имиња, имаат имиња во кратенки, имаат имиња спрема јупак и слично. Генерално се користат тривијалните имиња. Во ред? И како за крај имаме само подсетување како всушност се одвиваше создавањето на гликозинна врска, значи имавме водороден атом, една хидроксилна група, се слободуваше молекула вода и при тоа се образуваше гликозинна врска. Од хемиоацеталната група всушност добиваме ацетална група, тоа преска не го спомнав, али сепак останува една хемиоацетална група при образување на малтозен тип гликозинна врска, така што овој шеќер би имал редукцијски својства. Тука имаме една табела со најчестите дисахариди, значи тоа е сахароза, лактоза и малтоза. Лактозата, знаеме, ја има во млекото. Тој шеќер се разградува од страна на ензимот лактаза. Сега, ако немаш доволно количество тој ензим, може да бидеш интолерантен на лактоза, или пак ако имаш антитела против тој ензим.
Океј, сега друг шеќер е малтозата. Ова е исто многу чест шеќер. Го имаме во сладот кога се подготвува пиво. Исто така малтоза се разградува од ензимот малтаза и се добиваат две глукозни молекули. И за крај имаме сахарозата или сукрозата, некогаш е преведена, која е составена нели од еден алфа глукозен прстен и бета фруктоза која е во својата фуранозна форма, која е помалку стабилна. Поради тоа, бидејќи фруктозата е во својата фуранозна форма, е помалку стабилна и шеќерот, односно сахарозата, може многу лесно да се разложи, да хидролизира под дејство на киселини и при тоа ќе се добијат молекули на глукоза и на фруктоза. Сега тоа ќе дојде до нагла промена на вртење на рамнината на поларизирана светлина и поради тоа и се нарекува инвертен шеќер, бидејќи ќе настане до инверзија на рамнината на поларизирана светлина. Има ензими кои разградуваат овој дисахарид, односно инвертази, бидејќи нели се нарекува инвертен шеќер. Инаку, како што споменав, е шеќерот кој го имаме дома. Така, значи сахароза ја имаме, ја чуваме, има кристална форма, нели, при собна температура. Сега нормално постојат и други дисахариди, овде ќе имаме табела на почестите, значи сахароза, лактоза, малтоза, трехалоза, целобиоза, кои ги разгледавме, но има и некои други. Така, имаме, гледате 1-3 поврзување, добро, 1-6 видовме. И така, и ќе видите дека некои комбинации кои веќе ги спомнавме, но молекулите не се баш сосема исти, не се баш сосема исто поврзани, овие се многу поретки форми на дисахарид. Сега, останатите олигосахариди, 3, тетра, пента и така натаму, имаат многу помало значење од страна на биохемиска гледна точка, така што само еве ќе спомнаме еден, таков е рафинозата. И гледате, имаме 3 моносахариди кои се поврзуваат постојано со гликозидни врски. 1,4, 1,6, 1,2. Еве например тука 1,6, па 1,2. Така. И така натаму и можеш да си поврзуваш многу моносахариди. И тоа е главната идеја, тоа е се што требаше да знаете во однос на олигосахариди, повеќе односно за дисахариди зборевме. Тоа е се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.